Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја читаме и проучуваме глава 15 од Евангелието според Марко. Главниот настан во овој текст е Исусовото распнување. Како и останатиот дел од писмото, и овие стихови ни се дадени од Бог и се корисни за нас. Описот на Исусовата смрт и воскресение е од особено значење и важност за секого. Околностите кои им претходат на настаните запишани во овие стихови се следните. Исус е заробен, неговите ученици се уплашени и избегаа. Еден од нив го предаде, а друг се откаже од него. Ноќта кога е предаден е ноќ во која има многу грев. Тој дојде на овој свет за да умре на крстот и да ја плати казната за нашите гревови. Крстот е парадоксот на христијанската вера, бидејќи истовремено е најголемата трагедија, но и најголемата победа. Затоа, на глава 15 од Марко не треба да гледаме како на текст во кој се зборува за пораз. Наместо тоа, треба да ги проучуваме овие стихови со срце полно со благодарност кон Бог, бидејќи во нив читаме за спасението кое Бог ни го дава. Се разбира, во овие стихови има и трагичен аспект, затоа што луѓето се однесуваат неправедно кон Господ Исус. Кога Евангелието за прв пат му било прочитано на кралот на Франките, Хлодовик I, тој рекол: да бевме јас и моите војници таму, ова немаше да се случи. Но Божиот син не го бара нашето сожалување, туку нашата вера. Верувај во Господ Исус Христос. Зашто? Ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш, бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Ова го кажав и претходно, но ќе го повторам. Марко е Евангелие во кое има акција. Глава 15 не е исклучок. Всушност, Исусовото распнување е кулминација на сите настани за кои досега читавме. Неколку децении по распнувањето на Исус, апостолот Павле напишал: ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна, според писмата. Пораката на Евангелието се однесува на тоа што го направи Исус, а не на тоа што треба да го направиме ние. Јас и ти не сме во состојба да му дадеме на Бог нешто поради кое ќе добиеме простување на гревовите. Мојата и твојата праведност не се доволни за спасение. Бог, преку Христос, ни ја дава потребната праведност за спасение. Тој беше предаден и распнат на крстот, но по 3 дена воскресна. И поради тоа, ние добиваме простување и оправдување во неговото име. Во оваа глава се запишани следните настани. Исус е доведен пред Пилат. Стихови 1 до 6. Исус е осуден, Варава е ослободен. Стихови 7 до 15. Војниците ставаат трнов венец на главата на Исус. Стихови 16 до 23. Исус е распнат. Стихови 21 до 41. Јосиф од Ариматеја го погребува телото на Исус. Стихови 42 до 47. Исус е на суд. Да започнеме со читање. Глава 15, стих 1. И веднаш, утредента, првосвештениците, со старешините и книжниците и целиот Синедрион одржаа состанок, па го врзаа Исус, го одведоа и го предадоа на Пилат. Причината поради која го носат Исус пред Пилат е следната. Синедрионот веќе го осуди на смрт, но тие не можат да извршат пресудата. Само римските власти можат да го сторат тоа. Затоа, Синедрионот доаѓа пред римските власти и бара извршување на казната. Но, со оглед на тоа што нивните обвиненија се со религиозна основа, големи се шансите дека Пилат нема да нареди Исус да биде распнат поради тоа. Затоа, утрото пред да го однесат Исус кај Пилат, тие се состануваат за да ги променат нивните обвиненија. Поентата е да го представат својот случај пред Пилат на тој начин, што ќе изгледа дека Исус заслужува смрт според римското право. Забележете што пишува во стих 2. А Пилат го праша: ти ли си царот јудејски? Тој одговори и рече: ти велиш. Во времето кога се случуваат овие настани, Пилат е главниот владетел во таа област.
Иако во овие стихови читаме дека е во Ерусалим, тој најчесто престојувал во Кесарија. Тој град повеќе му се допаѓал бидејќи се наоѓал во близина на морето и таму климата била подобра. Во Ерусалим доаѓал само за време на еврејските религиозни празници, за да спречи потенцијални бунтови. Римските власти не дозволувале бунтови или организирање на маршеви. Токму тоа е една од главните причини зошто Римската империја постоела околу 1000 години. Забележете што пишува во текстот. Од тоа што го читаме, добиваме впечаток дека Пилат сакал да го ослободи Исус, но не ја добива неговата соработка во тоа. Истовремено, сака да им угоди и на религиозните водачи. Мислам дека тој е типичен пример на политичар кој не е воден од честност и интегритет. Човек кој се обидува да носи две лубеници под една мишка. Сака да им угоди на сите и затоа прави компромис со своите вредности. Да се угоди на сите е невозможна мисија. Продолжувам со читање. А Пилат го праша: "Ти ли си царот јудејски?" Тој одговори и рече: "Ти велиш." И првосвештениците го обвинуваа многу. Но тој не одговори ништо. А Пилат пак го праша и рече: "Ништо ли не одговараш? Гледаш колку многу сведочат против тебе." Пилат е изненаден, бидејќи пред себе има затвореник кој воопшто не се обидува да се брани. Предпоставувам дека сите други затвореници со кои тој се соочил ја користеле секоја можност да се бранат и да добијат помилување. Но овој затвореник е поинаков од другите. Со оглед на тоа што Исус не се брани, Пилат сака да дознае зошто. Но Исус ништо веќе не одговори, така што Пилат се чудеше. А на секој празник им ослободуваше по еден осуденик, кого што ќе го побараа. Според Евангелието на Јован, разговорот помеѓу Пилат и религиозните водачи трае подолго, затоа што Пилат сака да го ослободи Исус. Тој оди и чекор понатаму и го тргнува Исус далеко од толпата, надевајќи се дека ќе се работува со него и ќе му даде причина да го ослободи. Но, на крајот, Пилат носи одлука во однос на тоа што ќе прави со Исус. Истата одлука те чека и тебе. Што ќе правиш со Исус Христос? Ќе го прифатиш или ќе го отфрлиш? Пилат сака да им угоди на луѓето. Затоа им дава можност да изберат еден затвореник кој ќе биде ослободен. Со оглед на тоа што сака да ја натера толпата да гласа за ослободувањето на Исус, тој намерно им го нуди Варава како втора опција, бидејќи смета дека никој нема да сака Варава да биде ослободен. Барем за момент, Пилат смета дека има решение за проблемот. Во стих 7 пишува: "И имаше еден човек по име Варава во окови заедно со придружниците што во една буна извршиле убиство." Варава е криминалец и убиец. Тој е еден од затворениците кои требало да бидат распнати. Јас мислам дека Господ Исус бил распнат на крстот кој бил наменет за Варава. А тој им одговори и рече: "Сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар?" Зашто знаеше дека првосвештениците го беа предале од завист. Но првосвештениците го наговорија народот да бара да им го пушти Варава. Пилат пак им одговори и рече: "Што сакате да направам со оној што го именувавте цар јудејски?" Тие одново извикаа велејки: "Распни го!" Во овие стихови се случува нешто невообичаено. Мислам дека на Пилат му станува јасно дека обвиненијата против Исус се лажни. Но сепак, на толпата и нуди две опции: да го ослободи Исус или да го ослободи Варава. Најверојатно Пилат си мисли: сигурно нема да сакаат Исус да биде распнат, а Варава ослободен. Но очигледно е дека не знае колку е човековото срце злобно. Затоа е шокиран кога толпата бара Варава да биде ослободен. Потоа го поставува прашањето: што да правам со Исус, наречен Христос? А толпата веќе има спремен одговор за тоа. 13 и 14 стих. Извикаа велејки: "Распни го!" Пилат им рече: "Какво зло направил?" Но тие уште посилно извикаа: "Распни го!" Луѓето во толпата не се подготвени да размислуваат со своја глава. Туку го прават тоа што им е кажано и викаат: "Распни го!" Забележете што пишува во следниот стих. Тогаш Пилат, сакајќи да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исус го камшикуваше и го предаде да го распнат. Очигледно е дека Пилат е слаб и неодлучен политичар, затоа е послушен на толпата и го предава Господ Исус да биде распнат. Римското право потврдува во овој случај, бидејќи невин човек е осуден на смрт. Но
Тоа е главната причина поради која Исус дојде на овој свет, да умре за нас и да плати за нашите гревови, бидејќи сме грешни и виновни пред Бог. Распнувањето. Стих 16. Војниците пак го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета. Кога криминалците биле осудувани со распнување, пред да бидат распнати, тие биле предавани на војниците, кои можеле со нив да прават што сакаат. Се разбира, на распнувањето му предходело големо понижување. Осудениците биле тепани и садистички третирани. Токму тоа се случува и со Господ Исус во овие стихови. Според Евангелието на Матеј, во овие моменти војниците си играле игра со Исус. Уставиле превез на главата и го удирале со сета сила, а потоа го тргнале превезот и му кажале на Исус да погоди кој го удрил. Војниците биле навистина силни, што значи дека нивните удари биле многу болни. Затоа мислам дека кога го распнале, неговото лице не изгледало како лице на човек. Поентата на таа игра е што никој осуденик не можел да погоди кој војник го удрил. Дури и да погодил, тоа не значело дека тепањето ќе престане. Не би ме чудело и дека го удирале Господ Исус до таа мерка, што барем за краток период тој изгубил свест. Од таа причина, во стих 21 пишува дека на Симон Киринеецот му го дадоа да го носи Исусовиот крст. Господ Исус тогаш имал 33 години и сигурен сум дека воопшто не бил физички слаб. Не само што често пешачел, туку и работел како дрводелец. Но војниците толку многу го тепале, што на крајот немал сила да го носи крстот. Забележете што пишува во стих 24. Тие што го распнаа, ги разделија лиштата негови, фрлајки ждрепка кој што да земе. Ниту еден од писателите на Евангелијата не го објаснува самото распнување во детали. Евангелистите само ни опишуваат моменти поврзани со распнувањето. Мислам дека распнувањето било толку ужасно, што Светиот Дух не дозволил детали од тој настан да бидат запишани во Новиот Завет. Може би е подобро за нас што не знаеме што се случило. Последните стихови пишува: Беше третиот час и го распнаа, и имаше надпис за вината негова: Цар јудејски. Откако го распнаа, војниците ставаат надпис врз неговата глава. По секоја од Евангелијата е запишана причината поради која бил ставен надписот и начинот на кој тоа било направено. Во стих 27 пишува: А со него распнаа и два разбойника, едниот од десната негова страна и другиот од левата. И се исполни писмото кое вели: и меѓу грешници го ставија. А минувачите, вртејки глава, го хулеа и велеа: Аха, ти што го уриваш храмот и за 3 дни го содзидуваш, спаси се себе си и слези од крстот. Исто така и првосвештениците со книжниците му се смееја и велеа: Другите ги спасуваше, а себе не може да се спаси. Христос, царот израелски, нека слезе сега од крстот па да видиме и да поверуваме. Го хулеа и распнатите со него. Потоа, во стиховите 33 и 34 пишува: А во 6-тиот час настана темнина по целата земја, до 9-тиот час. И во 9-тиот час Исус извика гласно велејки: Елои, Елои, лама савахтани. А тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? Исус е распнат во 3-тиот час. А во 6-тиот час, тоа е 12 часот напладне, по целата земја се спушта темнина. Темнината трае од 6-тиот до 9-тиот час, односно од 12 часот напладне до 3 часот попладне. Според тоа што го читаме во ова Евангелие, Исус е распнат на крстот 6 часа пред да го предаде својот дух. По првите 3 часа има светлина, а во следните 3 часа се спушта темнина. Но во првите 3 часа владее духовна темнина. Зошто? Затоа што тој е распнат, исмеван од војниците, религиозните водачи, дел од луѓето кои гледаат, како и од еден од разбойниците кој е распнат со него. По првите 3 часа многу јасно ги гледаме човековата злоба и грев. Но следните 3 часа се период на духовна светлина, бидејќи Бог прави нешто посебно. По првите 3 часа Исус страда во рацете на луѓето, а во следните 3 часа тој страда наместо луѓето. Во првите 3 часа тој е измачуван поради гревот на човекот, а во следните 3 часа тој умира за да плати за гревот на човекот. Во првите 3 часа
гревот прави се што може за да му нанесе болка. А во следните 3 часа, тој е жртвуван за самиот грев. Во последните 3 часа, тој плаќа на крстот за гревовите на светот. Токму во тој период Исус станува грев за нас. Иако се чувствува напуштен од Бог Таткото, сепак токму во тие моменти, преку неговата жртва, тој го помирува светот со Бог. Каков парадокс! Толпата не ги разбира неговите зборови. Мислат дека го повикува Илија, бидејќи зборовите кои ги изговара звучат слично на името на пророкот. Некои од нив дури и чекаат да видат дали Илија навистина ќе дојде. Мислам дека нешто во нивните срце им кажува дека овој човек кој страда пред нив навистина е Месијата. Следно, му даваат вино за да ја згаснат неговата жет, а подоцна ќе му дадат и лек. Во Псалм 69:21 пишува: „И ми дадоа жолчка да јадам, и кога зажеднев, со оцет ме напоија“. Причината за тоа е бидејќи жолчката и оцетот ги намалуваат болките на оние кои страдаат. А еден оттрча, натопи сунгер во оцет, па како го закачи на трска му даваше да пие велејки: „Почекајте да видиме, ќе дојде ли Илија да го симне?“ А Исус пак, испуштајќи висок глас, издивна. И завесата на храмот се расцепи на 2, од озгора додолу. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на овие стихови. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.